Што представува еден уставен суд во македонското општество? Како се избира? Што работи? Кои се неговите ингеренции, за што одлучува? На кого дава отчет за сработеното? Понатаму, кои се правниците што можат да бидат наречени истакнати правници и при тоа да можат да седат гордо и достоинствено на судиското столче цели 9 години? Прашања од една дебата која што е собраниски фолклор во секој пратенички состав од далечната 91 година, кога всушност е и донесен првиот устав, е и конституиран првиот уставен суд. Меѓутоа, за обичниот народ, за обичниот македонски народ, овие прашања и не се многу битни, заради тоа што тие, за жал, во уставните судии гледат како на едни неработници, гледаат како на луѓе со големи привилегии, гледаат како на луѓе кои што се заштитени од секоја инстанца, гледаат дека истите се недопирливи, со големи плати, големи повластици, и на крај, за сето ова, тие ќе кажат дека сме виновни токму ние. Односно, сте виновни токму вие, пратениците од власта, кои што ќе ги изгласаат и ќе ги седнат во тие удобни столчиња, да седат во наредните 9 години. За целиот македонски народ, еве, од изминатите неколку години од работата на Уставниот суд, знаете ли што е она што ќе им остави најголем впечаток? Тоа ќе биде, веројатно, да ги подсетам, изгласувањето на поголеми плати за 35%, кои што противуставно и противзаконски сами си ги имаат изгласано. Веројатно, граѓаните на Република Македонија ќе се присетат на така платените издвоени мислења за кои што имаше шпекулации во јавноста дека навистина се случуваат, понатаму на скриените предмети во фиоките и неодговорените иницијативи долги години, понатаму во последните неколку недели ќе им остане во сеќавање и она одложеното патување на председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска, која што, замислете, го заштедила македонскиот буџет за тоа што не заминала за Бали. Да, почитувана македонска јавност, да, почитувани пратеници, токму ова се белезите на Уставниот суд во Република Македонија. И затоа не е чудо кога граѓаните во Република Македонија кажуваат дека немаат доверба во македонското судство. Меѓутоа, ајде да објасниме што всушност треба да представува Уставниот суд и зошто е битно кои луѓе ќе ги поставиме за уставни судии. Уставните судови се посебни уставни органи, кои како ексклузивна надлежност предвидена со уставите, ја имаат контролата над уставноста. А што е всушност тоа уставност? Затоа што доста често знаеме да кажеме дека Република Македонија е во уставна криза. Тоа е еден вид на правно ограничување на власта, почитувани, односно на практикувањето на државната власт, вклучувајќи го и судството. Тоа треба да се врши во согласност со Уставот и сето ова треба да биде контролирано од страна на, посебно за оваа цел, формираниот Уставен суд. Ваквата форма на надворешна контрола над судството и над власта е всушност усредоточена во Уставниот суд. Имајќи ја предвид ваквата голема улога, веројатно ќе стане јасно зошто е битно денес против деловнички,
противуставно да избереме едни имиња за уставни судии, кои што нема да бидат заштитници на уставот никако, туку ќе бидат заштитници на власта. Токму поради улогата која што ја има Уставниот суд, а тоа е заштита на законитоста и надзор над работењето и на судството и на власта. Таа надворешна, повисока контрола. Меѓутоа, веројатно и голем број од вас, почитувани пратеници од власта, имаат заборавено дека во 2017 година беше донесена една стратегија за реформа во правосудниот сектор и тоа со период од 2017 до 2022 година и замислете, оваа стратегија имала посебен акцијски план. Но да, не е за чудо дека покрај сите незавршени работи кои што ги има оваа власт, една од незавршените работи е и токму оваа стратегија, односно тие немаат отпочнато со ништо за да ја спроведат истата. Но оноа што за мене е чудно и дискутабилно е покрај тоа што долги години се водат токму вакви дебати за лицата кои што се избираат за уставни судии и дека гледаме дека таму има голем проблем, кој што полека се слива низ инстанците поделе, е зошто во токму таа стратегија посебно место нема заземено Уставниот суд, односно при формирањето на таа стратегија СДСМ и ДУИ воопшто немаат земено в предвид дека реформи треба итно да се направат во Уставниот суд. Во оваа смисла, покрај тоа што постојат мноштво прашања за кои што би требало да се дискутира за неопходните реформи, ние зборуваме денес за едни имиња кои што воопшто не се познати на македонската јавност. Имено, правилно конципирање на надлежностите и постапките пред оваа институција може значително да ја осигура и подобри адекватната контрола на уставноста и владењето на правото во однос на постапувањето на редовното судство. Неуспешни обиди за реформи имало неколку, меѓутоа она што јас би сакала да го нагласам е дека почнувајќи од 1991 година, кога врз основа на одредбите на Уставот се формираше Уставниот суд, до денес оваа институција не претрпела никакви суштински измени, не земајќи ги во предвид и интервенцијата во самиот состав на судот, односно таа која што денес е во сила. И замислете, Уставниот суд до денес функционира со истиот деловник за работа. Зарем ова не е чудно? И зарем не е оправдано мислењето на граѓаните кои што наспрема уставните судии гледаат како на едни неработници, како на луѓе со големи повластици, односно луѓе кои што се заштитени и никој над нив не врши никаков надзор? Зарем не е симптоматично тоа што се случува денес со довербата во судството и дека големите минуси кои што ги имаме како држава се токму во таа фела? Минус е и за нас, почитувани пратеници. Денес да се согласиме, да разгледуваме кандидати за уставни судии, кои што никако не можат да бидат ставени во реченицата истакнати правници, туку таму се поради некои други, поради само за власта познати причини. Оно кој што јас би сакала да го нагласам е тоа дека ние, за жал, треба сите заедно да се согласиме дека немаме напредувано ниту еден чекор од формирањето на оваа институција. Имено, еве ќе ја цитирам, со оглед на краткото време, ќе ги цитирам и Цветанка Иванова во далечната 2010 година, кога се избирале уставни суди, изборувала дека тоа треба да биде непартиски кадар. За жал, денешните кандидати за уставни судии се токму тоа. Понатаму, дека треба да бидат, дека немаат ништо што може да бидат ставени под истакнати правници, тоа до денес се случува исто. И не е битно името
на денешниот кандидат. Битна е процедурата и битна е суштината заради потребата на Уставниот суд. Нужно ни е потребен Уставен суд, за жал ние повеќе го немаме. Ви благодарам.